Во општина Зрновци со голем народен собир во присуство на верници и свештеници од Кочанското архиерејско наместништво беа осветени водите на Зрновска река. Во црковниот храм Свети Димитрија утринава беше отслужена празнична литургија, а потоа со литија и броен народ се упатија на мостот на Зрновска река кај училиштето, каде што се одржа церемонијата на фрлањето на Светиот крст и осветувањето на водите на Зрновска река. Најсреќен меѓу младите кои се фрлија во студените води на реката по Светиот крст беше Николче Митев, на кого ова му е трет пат да го извади крстот од осветените води на реката. Што мислиш, среќа ти носи крстот? Па мислам дека да, ќе донесе среќа, здравје на сите, радост се. Локалната самоуправа на општина Зрновци годинава подготви подароци за среќниот верник. Градоначалникот Блаже Станков, задоволен од присуството на броен народ на денешната прослава на Водици, ни изјави. Ние секоја година го прославуваме овој голем христијански ден, кој е еден од основните столбови на христијанските празници. По тој повод, најпрво им сакам на сите граѓани на општина Зрновци да им го честитам Боговрение Водици, да им посакам берекетна година, исполнета со многу љубов, здравје и радост. Имаше многу присутни верници, има интерес, значи оваа традиција продолжува, јас верувам дека тоа ќе остане така за секогаш. На големиот народен собир присуствуваше броен народ од Зрновци и околните населени места, на кои убавото време им се погоди во масовен број да присуствуваат на одбележувањето на верскиот празник Богојавление Водици. Во општината Чешиново Блешево Светиот крст беше фрлен во 6 населени места, а централното одбележување на Водици се одржа кај мостот на реката Брегалница близу селото Теранци. Најсреќен меѓу оние кои се фрлија по крстот беше Андреј Ѓоргиев од село Чифлик, кој претходно го фати Светиот крст на свеченоста во неговото село. Во Спанчево најсреќен беше Никола Симеонов од истото село, во Кочичино Лазо Ефремов од село Чешиново, во Жиѓанци Далибор Илиев од истото село, а во Соколарци Станче Петрушев. За среќните поединци кои го фатија Светиот крст, општината Чешиново Облешево обезбеди таблети.